А, Јас како председател на Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија, Станка Трајкова, денеска остварив работна средба, се разбира со моите соработници и со представници од Сдруженијето на пензионери, со градоначалникот на општина Куманова, Максим Димитриевски. Морам да кажам дека и мене ми представува голема чест и задоволство што денеска се оствари оваа работна средба, на која средба се третира навистина значајни прашања и предмет на средбата беа оние прашања кои што се од витално значење за пензионерската популација, а тоа е материјално-социјалниот статус на корисниците на пензија, традиционалните активности што се одвиват во Сдруженијето, а кои значат активно старење на возрастните лица, понатаму моментите кои што значат социјално домување на пензионерите, тема која што станува се поактуелна во нашата држава, заради тоа што доаѓа време кога пензионерот ќе мора, иако тој сака најдолго време да остане во својот дом, во својата улица, покрај своите пријатели, но доаѓа момент кога тој мора да биде сместен и во соодветна институција. Имаше навистина доста предлози денеска како да се оваа соработка до сегашна, која што била многу успешна, бидејќи од она што беше презентирано како конкретни постигнати резултати, говори дека градоначалникот на општина Куманово навистина си го добро проучил членот 22 од Законот за локалната самоуправа и се грижи за пензионерите како возрастни лица во град Куманово, а за илустрација да кажам дека во Сдруженијето членуваат околу скоро 15.000, односно 14.000, пардон, се извинувам, 14.000 корисници на пензија и тука спаѓаат и пензионерите од Старо Нагоричино и од Липково. Пензионерите, односно идните осигуреници, пред да одат во пензија, тие многу пати си го поставуваат прашањето кога при крајот на работниот век имат чувство дека се намалува нивното значење што го имале додека се во работен однос, а потоа пак кога ќе заминат веднаш во пензија си го поставуваат прашањето што сега ќе правам со моето слободно време, со овој простор на слободно време што го имам. Тогаш тука е Сдруженијето на пензионери, конкретно во Куманово, кое што функционира некаде од септември 1946 година, значи полни 75 години што е започнат. Значи пензионерот во Куманово може да се вклучи во активностите во Сдруженијето и да ги користи бенефитите што тоа Сдружение ги дава. Исто така заслужува да се спомене и околноста дека во 2020-2021 година, кои беа години сосема поинакви заради пандемијата COVID-19, Сдруженијето на пензионери во соработка со општината не ги запоставија пензионерите и старите лица, туку дојде до израз принципот на взаемноста и солидарноста и беа помагани пензионерите, а Сојузот за тоа имаше доволно информации дека интересот бил доста голем, што значи дека се видеот и покрај другите активности кои што треба да бидат избалансирани во Сдруженијето на пензионери, многу значајна е и социјално-хуманитарната страна, односно развојот на социјално-хуманитарната дејност во услови кога на сите ни е потребна материјална поддршка, особено на пензионери со пониски пензиски давања. Јас само можам да кажам дека од оваа средба сум задоволна и понатаму ќе пратам инклузијата на соработката меѓу Сдруженијето на пензионери во Куманово и општината, а секако и Сојузот, и ќе давам целосната
подршка која што тие ја заслужуваат, бидејќи ова здружение, да споменам, и оваа соработка со општината треба да биде пример за сите други општини, да бидат среќни пензионерите да имат таков градоначелник. Јас се надевам дека во наредниот период од темите кои што беа опфатени, меѓу особено формите и облиците на социјално домување на пензионерите, кои што излегуваат на површина заради новото време што ги носи, нели, ситуациите на иселување на младите, каде што старите остануваат сами, особено оние по руралните средини, гледам дека овдека тоа прашање излегува на површина и им се посветува доволно внимание. Се надевам дека тука ќе се фокусираат во иднина повеќе, се фокусира во иднина со својата амбиција градоначелник на општината и нашето здружение на пензионери, а исто така со својата острина, да кажам, се наметнува и прашањето за гериатриско сместување на пензионерите, кога ќе дојдат во онаа фаза да не може да бидат сместени ниту во старски дом, ниту во пензионерски дом, туку ќе им биде потребна онаа посебна нега со која што се соочуваат сите семејства. На крајот, да го повторам моето задоволство што денеска бев тука, ова нема да биде прв пат, ќе продолжам и понатаму да бидам присутна во оваа средина и кога е тешко и кога имаме убави моменти. Благодарам.